господа, почитувам професор Алексовски, останати присутни. За прв пат се сретнав со поимот картеста уметност, кога како поранешен председател на Совет, професорот Душко Алексовски дојде на еден разговор во кабинетот да поразговара на една тема и велам што е тоа картеста уметност, немам слушнато претходно и ми рече, викаме, тоа е stone art и тогаш отидов на Google, погледнав и видов дека нешто по светот се зборува на таа тема и на прв поглед, онака гледајќи ми текна на пирамидите што има таму опишувано тие. Луѓето се изразувале во текот на своето постоење и сите живи битија на одреден начин. Уште од палеолитот па до денеска секој сакал да остави своја трага. И луѓето таа трага прочем ја оставале со опишувањето или со оставање на одредени знаци или символи. Во минатото тоа биле символи, денешка тоа вистинските автори го прават со својидни дела, книги, цртежи и така натаму. Онаа што за мене како градоначалник на општина Куманово е од особено значење, што имаме во нашата општина луѓе, ентузијасти, кои што се посветени на одредена дејност, работат, творат, создаваат и откриваат. Останува на науката и научната фела да го разгледува тоа и да го елаборира тоа од нивен аспект, бидејќи ние како политичари не сме компетентни за тоа, но сепак сме подготвени да ја поддржиме секоја идеја која што ќе даде нови можности за проучување и проширување на знаењето, но и секако на заштита на онаа што значи творештво во просторите каде што живееме и на просторите каде што израснаме. Затоа уште еднаш ја користам оваа прилика во моје лично име, во име на граѓаните на општина Куманово, првично да се заблагодарам на професорот Алексовски, на сите негови соработници, да ги охрабрам да продолжат да работат и да творат, особено на најмладите кои што си имаат исто така посветено на карпестата уметност, а верувам дека нашата општина и нашата држава ќе го следи овој пример и ќе успее да направи своевидна валоризација во делот на развојот на културата, заштита на историското минато на нашите простори и онаа што е првенствено најбитно во светот, а тоа е одење во јавноста со една реална приказна и развивање на туризмот, како сериозна економска гранка во нашето секојдневие. Затоа ја прогласувам оваа изложба за отворена и му се заблагодарувам и на него и на сите вас, особено на директорот на Центарот за култура, што дадовте допринос да оваа изложба вечерва се одржи овде во нашиот град. Благодарам.